Ако не промениш нешто, кога ќе сменеш? Без разлика за што во животот. Тога се менуваат работите. Ние младите повеќе сакаме како мирна вода да ни течат работите. Не со толку многу големи обврски. Нема баш мирни води за вас младите, не лелекајте секој пат лелекате. Ако сакате, се постига со работа, со труд, треба и да се борите и за тие работни места што сте, треба да се борите, да си постигнете и таму да се афирмирате. Здраво на сите. Јас сум Јуле, вие го гледате новиот подкаст Луѓето помагаат на луѓето. Тука ќе запознаете нови луѓе со нови животни искуства, нели сите вистински. Па да започнеме. Пред да почнеме со новиот, пред да го најавиме нашиот гостин, барајќи кој да биде најсоодветниот, одлучивме да биде нашиот Атанас Манушев. Добро ни дојде, Атанас. Добро ве најдов. Атанас е нашиот колега, вработен во штедилница Фулм 25 години. Работи една работа 25 години, значи работите како раководител во штедилница Фулм. Да, јас сум раководител веќе 25 години, Бога ми доста време. И што да ви кажам, почнавме во далечната 99-та година, еве веќе 25-та година и не знам како да ви објаснам какво е чувството, а е уште малку, веќе оваа година одам и во пенсија. Во почетокот се одвиваше некако спонтано, за нас тоа беше нов предизвик. Самата програма беше луѓето да си помагаат сами меѓу себе. И ние, како почетници, па посебно ова финансиска институција од и прва филијала што се отвори во рурална средина во село, па ќе кажам, тоа беше еден голем предизвик и самите луѓе беа заинтересирани едноставно да видат нешто ново. Ние, самите таму, што бевме во проектот, обучени малку, со самите граѓани таму, со самите луѓе од селото, почнавме да кроиме продукти и да го развиваме тој проект с луѓе да помагаат на луѓе. 25 години во една фирма, 25 години едно работно место и до пензија. Сигурно, што била најголемата мотивација? Еве, парите... Мотивација. Како да кажем? Што најмногу ве мотивираше? Мотивација. Зашто еве сега, ние младите, нели, знаеме, скоро сите, колку е тешко да се најде вработен да работи. Нели, една работа, втора работа, трета работа и пак не сме срекни, не сме задоволни. Меѓутоа, 25 години, тоа е долг временски период на една работна позиција. Па што да кажам, мотивација, секако за секој еден се и парите, да речеме. Ама ние кога почнавме во почетокот, тоа ни беше и предизвик. Едноставно почнавме да работиме за да постигнеме нешто ново да воведеме. Ние не бевме банка, ние почнавме со луѓето едноставно да се надеваме дека нешто ќе се промени, дека ќе дојде нешто ново. И така, 25 години, од година во година, како што напредуваше технологијата, едноставно и ние се имаше ново. Извинете, пред 25 години сигурно немало компјутери или имало компјутери. Како било? Ма какви компјутери? Ние пред 25 години јас рачно книжев благајна, рачно книжев, рачно пресметував камата. Така. И имавме извештаи што го пуштавме со рачни пресметки до Народна банка. Со дигитрони. Компјутерите дојдоа после 2-3 години. И така тоа беше се за нас нешто ново и едноставно си минеше времето и немавме потреба да го менуваме работното место. А сега вие младите со оваа нова технологија, па ако не, кога си млад, ако не променеш нешто, кога ќе сменеш? Без разлика за што во животот. Тога се
менуваат работите. После тоа семејство и мора да пливаш во постабилни води. Така, вие покрај тоа што сте економист, имаме сознание дека и сте успешен земјоделец. Така? Јас имам сега. чисто пробано пиперчиња, многу убави. Кажете ми нешто за тоа како успеавте работа, раководител, земјоделец успешен? Еве, раскажете ми еден ваш ден, како помина, пример, од сабајле до вечер. Па нели самата каже дека вие младите, па јас тогаш не бев многу стар, ама има веќе фамилија оформено и почнав да се на таа работа, да речеме, како раководител, таму почнав да го организирам тоа и тоа мислам дека добро го организирав и добро се наоѓавме во таа работа како почетници, посебно со нашите членови, бидејќи нашите членови едноставно сакаа нешто ново, а и ни веруваа на нас. Ние со нив заедно развивавме се. Арно, ама не стигаат пари за се. Ако сакаш да имаш малку повеќе пари, кога имаш и фамилија да си приуштиш нешто, треба и дополнителна работа. Бидејќи јас сум од село, имав малку земја, се бавев и со рано градинарско производство, а работниот ден почнува, сеја не цела година, почнува од сабајле од 5, па до 7, после тоа на работа до 4 и од 4 повторно на работа и тоа од 4 па до зајди сонце. И се така постепено работата си тече. Така е, да. Меѓутоа тоа сега во денешно време малку потешко. Ние младите повеќе сакаме како мирна вода да ни течат работите. Не со толку многу големи обврски. Нема баш мирни води за вас младите, не лелекајте секој пат лелекате. Ако сакате, се постига со работа, со труд, треба и да се борите и за тие работни места што сте, треба да се борите, да си постигнете и таму да се афирмирате. Нема тешко. Се може ако се сака. Значи, а и нема лежи лебо да те јадам. И тоа е малку проблематично кај вас. Нема од лежење телефони, компјутери, па не ти знам тамо со пореки. Едно треба да знаете дека мора да сватите, мора да се дружите, да комуницирате во живо. Така се стекнуваат и пријатели, така можеш да го видиш човек дали ти мисли тоа што го зборува. Оти ќе го видиш у фаца. Така треба да живеете, а не едноставно само пред телефоните и на маса седите па телефоните во се во раце. Не бива така. Мора да се работи и да се комуницира, уште повеќе да се дружите. Така е, така. За се сте во право, за се што си кажавте, поготово помалку телефоните. Помалку телефоните да се користат. Они се неминовни, ама мора малку да ги оставате на страна, да комуницирате во живо. Вака сега, Атанас, вие покрај тоа што сте успешен нели во кариерата, во работата, сте си дочекале нели пензија, а вака и супер изгледате, витално. Се очите некој пати лажат. Јас може би изгледам убаво, фала Богу, ама годините си го кажуваат своето. Па добро сега, супер, за до пензија супер сте. До пензија, после пензија ќе видиме. Меѓутоа, нели пак ќе кажам добра организација, значи доаѓа до подобар и квалитетен живот, значи сепак значи како се одржава и како се тера и денот и ноќта, нели? Значи, додека си млад, малку организацијата знае да не биде како што треба, оти може да ти излезе нешто и едноставно оваа вечер ќе се задржиш покасно. Ама кога си повозрасен веќе тоа фамилија, тие работи и едноставно животот си тече самиот по себе и треба да сватите дека мора да се организирате, мора да водите сметка за фамилија, мора да водите сметка за деца. Едноставно треба за се да водите сметка, ама и животот да си го живеете. Значи треба да си живеете. Ама без работа нема ни живот. Така е, да. И за крај, кажете ми, која лекција вака е највредна што би ни ја кажале? Меѓутоа, нели кратка да биде, затоа што ние не сакаме многу текст, младите, поготово
нешто кратко, ама јасно. Па да ви кажам една поговорка има така, вика, не да правете им го на луѓето тоа што не сакате да ви го прават на вас. Значи, треба да водите сметка, да бидете едноставно позитивни, да не се дружите со негативни луѓе и така животот ќе ве води само напред. А иначе живот нема без проблеми, без мака. Ама постепено напред, Со верба, ако гледате, да верувате во себе, се постигнува. Тоа ви би го препорачал, нема што друго да ви кажам. И вие не Супер. сте за фрлане, младите, се знаете, само не го практикувате. Така, значи, супер, колега, убаво си направивме муабет. Јас искрено многу ми е мерак што еве ќе бидам присутна тука, нели, со вашето пензионирање. Многу ви посакувам среќа, долго да си ја користите и само за убави работи. На сите вас што не следавте, ви благодарам од се срце. Повторно ќе имаме, нели, нова приказна, вистинска приказна, каде што би сакала, нели, да ви ја пренесеме. Можете да стиснете subscribe, да не следите сите новости да дојдат до вас, така да ви посакувам се најдобро, поздрав и се гледаме. А јас се надевам па дека во идење ќе имате уште подобри гости од мене. Фала ви, чао, чао!